Македонија годинава за прв пат беше домаќин на Европското првенство во џудо, организација доверена од Европската џудо унија. Првенството се одржа од 26 до 29 јуни во Скопје. Од 26 до 29 јуни во арената Јане Сандански во Скопје се одржа Европското кадетско првенство во џудо. На истото учествуваа 421 надпреварувач од вкупно 41 држава, 230 мажи и 217 жени. Одличната европска џудо недела за кадети со учество на силни индивидуални и тимски настапи заврши со шампионска титула за Франција и тоа во мешана конкуренција. На последниот ден, од страна на председателот на Џудо Федерацијата на Македонија, Владимир Трпановски, беше предадено знамето на следниот домакин, Шпанија, каде во Лас Палмас ќе се одржи наредното европско првенство за кадети. Македонската Џудо Федерација не застанува тука. Фокусот сега е насочен кон следниот голем настан, односно Европскиот куп за јуниори и Европскиот куп за сениори. Ние како држава и како Македонија сме решени да што е можно вакви настани донесеме во Македонија, да се одржуваат и да бидеме дел нормално и со тек на време да постигнуваме спортски резултати, да не бидеме само учесници и организатори. Така да ми представува огромна чест да ја пофалил Џудо Федерацијата на Македонија за одличната организација. Би се заблагодарил на Џудо Европската федерација за можноста да организираме ваков голем настан и би посекал на сите учесници, не би должел повеќе успешен настап и нека повеќе добриот и на сите кои што се гости во нашата прелума Македонија посакувам пријатен пристап. Благодарам. Европско кадетско првенство во џудо во Македонија. Најпрво кажете ми од какво значење за нашата земја? Здраво. Точно прво историско европско првенство за Македонија, затоа што неколку години го чекавме ова првенство. Нелесно се добива. Конкуриравме пред 4 години и сега дефинитивно се случува овде во Скопје, во центарот на Македонија. Од какво значење, прашавте? Огромно значење. Од аспект на џудото неизмерно, но и од аспект на целокупниот македонски спорт. Се работи за европско првенство, кое што многу малци имаме можности во Македонија да ни бидат доверени, така да зборуваме за сериозен надпревар кој што има огромно значење. Многу учесници од многу европски земји, колку е тешко, Владимир, да се организира сето ова? Страшно тешко. Барањата на Европска џудо унија се огромни. Протоколите и сами можете да приметите дека се имат сериозни барања. 2-3 месеци макотрпна работа, голем тим на луѓе во организација. Денеска го гледаме сето вака средено направено, но претходеше неколку месечна тешка и макотрпна работа во дело на организација. Овде ги гледаме присутни и министерот за спорт и министерот за внатрешни работи и голем број од градоначалниците на општините во Скопје. Колку мислите дека влијаете со ова за подигање на свеста спортска на ниво на општини, на ниво на главни градови, па и на државно ниво, и колку тие ќе земат пример од вас како треба сето ова да се организира и по помалите општини? Кога тргнавме да лобираме и да го бараме ова европско првенство да се случи во Македонија и во Скопје, баш тоа ни беше целта. Во моментов не можам да кажам што мислам и како мислам, но се надевам дека ќе успееме во нашата мисија. Ова е мисија за промоција и на Македонија и за промоција на целокупниот македонски спорт. И ова е правиот пат за во иднина.
Кажете ми само дали можеби сигурно вие знаете од каде доаѓаат најдобрите џудисти, кои се најјако рангирани овде според прогнозата или пак се најголеми фаворити? Овдека денеска имаме преку 400 надпреварувачи од 41 земји. И верувајте, сите сме восхитени од она што гледаме, доаѓа на нова генерација силни џудисти кои што од овие сигурно ќе има наредни светски прваци, олимписки прваци. Кои земји? Франција, Холандија, Грузија, Русија, така да има земји кои што се на врвот на џудото во Европа и сите се присутни денеска овде со свој надпреварувачи. Досега, јадова досега како екипа на Бексте што успеавме да го видиме, навистина голема борбеност, не се предаваат до самиот крај на играта. Јас ви посакувам успешно и безпрекорно да помине. За нас како држава најважно е организацијскиот дел да помине перфектно како што е досега. Ви благодарам, се надевам дека ќе помине одлично и дека ќе промовираме државата на највисоко ниво.